Поволната географска положба и ветровитоста јодат во прилог на Источна Македонија за справување со загадувањето, како и фактот дека не е преоптеретена со тешка индустрија, велат професорите од лабораторијата Амбикон при УГД, кои што правеле пробни мерења на загадувањето на воздухот. Според нив, градовите во котлините по правило се позагадени, но ветровите помагаат штетните честички брзо да се разнесат. Според овие податоци што ги имаме, главно градовите што се наоѓаат во котлини и кои што има малку поголема густина на население, имаат проблем со загадувањето, и тоа пред се у зимскиот период. Значи, котлините знаат да направат топлинска инверзија, да го задржат воздухот во истиот воздух, да го спречат струењето. Тоа е еден проблем. Проблемот што од друга страна ние се грееме на дрва, што е доминантно греење, за жал и у Скопската котлина, верувам, и тоа е проблемот. Така да сите градови кои што има повеќе извори, значи да бидеме чисти, тоа може да бидат и сообраќајот и домакинствата, мислам дека е секаде специфично и индустријата, секаде е специфично секоја општина. Нашите општини може да осетите сега моментално има доста ветер, значи Штип, па и поголем дел од градовите у Источна Македонија, мислам дека немаат таков тип на индустрија што или ефект од котлинските, од географската карактеристика, и мислам дека се добри по квалитет. Бар нашите мерења до сега. Скопје, Тетово, Битола може да видите од државните мрежи дека имаат значителни проблеми од текот на зимата. Во лабораторијата Амбикон се изработија мерни станици за мерење на загаденоста на воздухот кои што ќе се постават во Штип, Струмица и Кавадарци. Според професорот Мираковски, мерните станици се најмодерни, но чинат 10 пати помалку од референтните мерни станици.